Со намалување за околу 10% на средствата за студентски стандард, државата покажува дека воопшто не се грижи за својата иднина. Вака поранешниот гласноговорник на средношколците, а сега студент Бленди Ходај, го коментира предлог буџетот за 2024, каде што освен студентскиот стандард се предвидува и кратење на парите наменети за наука, кои ќе бидат за 5% помалку во споредба со овогодинешниот буџет. Сепак не треба да се крати од студентски стандард и треба да се инвестира кон младите и кон студентите, зашто е тоа важно е што во иднината тие што ќе раководат со универзитетите, со здравството, со државата и со многу други важни институции сме нашата генерација што денеска говориме и се бориме за подобра иднина. По студентски стандард нашата држава е на дното, а иднината на државата мизерува во студентските домови и кујни. Според Ходај, Скопје е најлош пример во регионот. Во европските земји, тие земји што имаат градови што имаат универзитет се нарекувани како студентски градови и економскиот стандард на тие градови е прилагоден кон студентите за да им биде полесно да завршат и да го поминат студентското искуство таму. Скопје е буквално не е пример, е најлошиот пример за студентски град во регионот, заради тоа што е поскап за студентите и не обезбедува една средина каде што студентите би можел да го доживеат студентското искуство што го имаат. И додека државата ги крати парите за студентски стандард, студентите во домовите го живеат својот крпен живот. Во нивните соби има влага, а сонуваат за топла вода и пристоен оброк.